Драги приятели, вечерва ќе зборуваме за глобалната политичка сцена. Нормално тука и ќе бидат вакцините опфатени во таа тема, но најголемо моје внимание го привлече одлуката одлуката на рускиот претседател Владимир Путин да затвори Русија на 10 дена наводно поради коронавирусот. И малку ко се поднасмеав, бидејќи сум новин аналитичар, ја затвора од 1 мај до 11 мај. Ако е поради коронавирусот, денеска е 23 април, значи ќе беше од утре или од понеделник нека за затварање на Русија. Значи во прашање нешто друго, но што е, тоа ќе видиме. Бидејќи знаеме дека на границата помеѓу Украина и Русија се трупат големи војни сили, особено од руска и од украинска страна. Донбас забрива, се гаѓаат постојано и пред градите на Донецк. Сега дали ќе биде тука интервенција руска наскоро, ќе видиме. Во исто време Кина се подготвува да влезе во Тајван. Се тоа ќе биде предизвик за САД. Бидејќи не ќе може на два фронта, нити да действува во Украина, Украина не сме ни да действува во моментот, а исто така и со Тајван. Значи, јас сметам како аналитичар, што времето ќе покаже, дека сега првата половина на мај ќе се случат многу клучни промени и пресврати на светската глобална сцена. Значи, јас немам докази за тврда, но моите анализи зборуваат дека Русија не се затвора 10 дена поради коронавирусот, бидејќи во светата светската здравствена организација секој се движи заразеност на Русија од 9 до 11%. Пардон, 1000, тоа земе од 140, скоро 150 милиона жители. Значи, во прашање нешто друго, тука постирав и постовска, малку е смешно што градоначелникот на Москва вели дека е последно време се зголемува бројот на заразени, но не би сакал да коментирам тоа. Значи, во прашање друго игра. Иначе, Александар Навални, да не заборавам дека се рекуваше со глад 3 недели, но виде дека нема никаква помош, никаков ефект, се откажа од подавањето. Наводно барал соодветна медицинска помош во затворот, значи не било и тоа прашање. Сакам да предизвикам внимание поголемо, знаме дека година во Русија се одржуваат нивните парламентарни избори, или они како викаат избори за Думата. И не е случајно да се предемат се некои акции, но како ќе бидат, ќе видиме од 1 до 11 мај, значи мај е доста клучен за светската политичка сцена. Која веќе Русија прашање и вакцините, излегува со став и неверојатни подоци за секоја држава колко е смртноста, посебно од Фајзеровата вакцина. Тврдат дека Фајзеровата вакцина 5 пати повеќе убива од AstraZeneca, дека на милион жители 40 луѓе умират или 39 нешто со самото примање на Фајзеровата вакцина. Значи, тврдат дека 5 пати Фајзеровата вакцина повеќе убива од AstraZeneca и Johnson, а знаеме дека, мислам секој доброничар, знае дека AstraZeneca во над 20 држави е забранета. Тука кога сме кај вакцините, председател на Србија Александар Вучич се најде малку во небрано, бидејќи жителите на Србија одбиваат повеќе да примат да се вакцинираат, особено со овие вакцини. И од тие причини и нуди на целиот свет буквално, кој сака може во Србија слободно да се вакцинира. Но изнесуваци подоци дека во Србија најмногу се вакцинирани со Фајзеровата вакцина, прво после неа почнале, потоа дошла кинеската, најмалку со руската. Интересен фактот е, Русија токму во вторник почна со производство на
Спутник V во Тордок, значи во Србија. Малку нелогично и контрадикторно си. Ако се видат точно податоци за Pfizer-овата вакцина, не сум лекар, многу пати кажа, сум новин аналитичар, тук испадна дека Александар Вучич, председател на Србија, врши најголем геноцид или веќе е направил најголем геноцид врз сопствениот народ. Во времето ќе покажа, може би јас не сум во право, но факт е дека најмногу последици Pfizer-овата вакцина покажуваш уште на почетокот. Објавував за тоа, а за жал кај нас исто и со AstraZeneca, па треба малку да се помисли се со тоа. Ја не сум лекар, реков, но само следам и ви ги давам анализите што изнесуваат оние што се релевантни за тоа. Ја не сум. Јас само можам да ја пренесам информацијата. И некој интересен податок е да се вестребуне дека Србија, значи за време на Џинџич, Зоран Џинџич, го поточно кажам, истргувале со САД и Западот, поточно председателот на нивиот, Слободан Милошевиќ, го продале или го истргувале за 11 милиарди долара. Што значи? Сајтот се кажува дека таа била понудата од САД, значи на Србија веднаш и се опростило 3,8 милиарди долара, се добили нов кредит на 40 години и други поволности, некаде се обилила сумата од 11 милиарди долара, значи Србија буквално си го предала својот председател Слободан Милошевиќ во Хак за 11 милиарди долари, тоа го тврди српски портал, може да ги видите податоците, таму изнесуваат што е се направено, кои се поволности добивени и така натаму. Ова се сите интересни работи, ви ги постират, значи, со моето видео и мојот текст, и за најавата на Владимир Путин за отварање на Русија на 10 дена поради коронавирусот, и за вакцините, и за Pfizer-овата вакцина. Но најинтересна работа, оние што се занимаваме со спорт, а некои од нас играме и спортска, особено јас, не играм за не се коткам се разберем, ја играм 50-100 дена максимум. Просто си ја вежам интуицијата да видам кој како ќе намести. Но друго е прашање. Беше во најава нереформирање на Суперлига, надвор од Лига на шампионите. Но нема да верувате кој го заправил овој проект. Овој проект го заправил токму председател на Руската федерација и на Русија, господин Владимир Путин, се јавил на рускиот олигарх Роман Абрамович, кој некој гад или собственик, ако сакате кажете се на Челси, и му рекол да се заправи и наводно поради навивачите и така навод се заправи тој проект, а фактот во видеото, што посебно, значи, поред моето видео, кажува дека рускиот Газпром бил еден од најголемите вложувачи во Лига на шампиони, или спонзор, како сакате кажете, и во Зенит. Ова зборува дека председател на Русија, оно што ја зборувам цело време, кој е некроничен влазел на светот, особено сега со најновите оружја хиперсонични, но и да се разбереме, Русија е земја која поседува 2/3 од природните ресурси во светот, тука се мисли на газ, нафта, злато и така натаму. Значи, он е за мене некроничен владетел, значи не навијам ни за него, ни за Америка, него зборувам објективни работи. И многу пати до сега им кажано, прва партија Македонија што ќе се роди со Русија ќе владе следните 20 години, но тоа гледам дека се обиде да го направи левица, бидејќи денове имаше средба со рускиот амбасадор. Но не знам дали Русија е наседнала, не? Времето ќе покаже. Пред тоа се обидел од единствена Македонија, Бачев, но не успеа. Русите не се толку наивни. Ќе видиме што следува на тоа. И рекол во најдена процета, нема не ви сакам да зборам многу,
Neće mi se dopaja raspored planetите. Порадете неколку денови, така да оставам други да зборуваат за него. Драги приятели, ви посакувам оваа вечер со кратко видео. Може да ги погледнете и линковите што ги постирам. Освен оваа вечер ви посакувам убав викенд и една најважна работа, време, драги приятели, да не жвакате или поточно да не голтате повеќе со жвакни работи, него да почнете да трувате главата. Не само за шиши, немам што за шиша, него да размислувате со своја глава. Да се убиете да ги разбудите мозочните клетки. Убав сон, убав викенд. Поздрав до наше складно другарување преку